Почитам Бајовски, Штип. Морам да признам, колешка, изнесените ставови наместо на аргументи се темелат на политички квалификации и ставови што не се баш подкрепени со факти. Кога зборуваме за Народната банка, сите се согласуваме дека станува збор за институција од клучно значење, чувар на монетарната стабилност и довербата во финансискиот систем, и токму затоа изборот за нејзин гувернер бара личност со неспорна стручност, интегритет и искуство. Професор доктор Трајко Славески не само што ги исполнува тие критериуми, тој е меѓу ретките во нашата држава кој што и ги надминува. Докажан економист, универзитетски професор со децениско искуство, автор на бројни научни трудови и човек кој што ужива кредибилитет не само дома, туку и во меѓународните финансиски кругови. Да подсетам, неговиот академски и професионален интегритет никогаш не бил доведен под сомнеш. Тој е личност кој знае да ги одвои науката и професионализмот од дневната политика. Место да го проблематизираме неговото искуство, треба да го вреднуваме тоа што конечно за ваква висока позиција се предлага човек со експертиза и континуирана посветеност на јавниот интерес и транспарентното работење. Изворот на професор Славески е порака дека сакаме стабилност, предвидливост и одговорна монетарна политика. Тоа е порака дека ја зајакнуваме институционалната независност, а не обратно. Почитувани колеги, ако сакаме Народна банка да биде предводена од професионалец со кредибилитет, со способност да донесува одмерени, аналитички засновани одлуки, тогаш тоа е сигурно професорот Трајко Славески. Очекувам дека опозицијата ќе се обиде и веќе се обидува да го политизира процесот, но наместо идеолошки отпор, денес е време за навистина државничка одлука, за личност која има знаење, искуство и чиста биографија, и топло ви препорачувам да бидете оние кои што ќе гласаат овој пат во интерес на државата.